се уште можеше, сега веќе 85-6 години може, но е поспора. Ама гледам дека со истата жар се радува за нас. И лани присуствуваше колку можеше, али сега околу венчалната тоалета, поточно носијата. Ние видовме дека сте имали и цивилна венчавка. Да. Златко спомена, не знам колку го слушна гледачите, додека пројде таа фотографија, вели ова е свадбата. Значи, вие венчавката ја направивте. Меѓутоа сега доаѓа онаа другата во која што целиот свет ќе дознае за вас буквално. Кажи ни, носијата привлекува големо внимание. Чија е носијата? Колку тежи, како ја чувствуваш на себе, сите оние детали кои што секоја невеста ги замислува уште или пред да стане невеста, како што рече твојот сопруг. Да. Мојата носија, оваа што ќе ја носам оваа година, е постара од 200 години, е наследство од мојата баба и ги содржи нели сите елементи што се клучни за една невестинска носија: минтан, елек со петлици, пафти, низалка, заменена љубавиот украс, иглата на глава, значи сите тие амблеми што се култни за галичката носија, невестинска поточно, и јас сум многу горда што ќе ја носам токму таа носија, која што е наследство од мојата баба. Тоа е тоа, таа е претешка, значи 26-7 килограми е, мислам, мојата, бидејќи има плюс некои додатоци. И мислам дека добро ќе се носам, затоа што до сега не сум имала проблем. Летно време топло е, но како што кажуваат, нели, волната држи изолација, така да супер е. На Галичник друго е. Да, во Галичник е 5 степени. Добро, лани беше 7 степени, не сакам да ни се повтори лани, или во најмала рака да биде како лани, бидејќи се тоа што се случува 3 дена. Почнуваме петок во 22 часот официјалниот дел, со што и го отвараме Галичкото културно лето. Годинава даваме поголем акцент и на петокот. Ги имаме Владко Стефановски, кој ќе го одржи својот прв концерт во Галичник, оперската певица Весна Ѓиновска-Илкова, која ќе биде негов гостин, каде ќе исполни неколку традиционални песни во нејзин стил. Потоа тоа ќе оди со познати светски кавери и на крај до зора ќе настапа, свој настап ќе земат бендов. Се тоа се случува во центарот на Галичник. Официјалниот дел од свадбата почнува во 19 часот и 30 минути во сабота со китање, редење на баракот и фрлање на 3 пушки. Продолжуваме во неделата наутро, околу 8 часот и 30 минути, со обредот канење на мртвите. Така да, 3 дена ни се случува под отворено небо, не сакаме дожд. Сите оние посетители што ќе дојдат во Галичник треба да имаат во предвид дека тоа е планинско место на надморска височина 1450-1500 метри, да си понесат топла облека, бидејќи ни се ограничени сместувачките капацитети горе, а верувам дека ќе има многу посетители кои ќе имаат прекрасна забава, да не се враќаат после таа забава таму од каде што пошле, можат да се снајдат во Галичник, ќе има локации каде ќе можат да ги охрабрам, да си понесат шатори, да преспијат во шатор. Годинава очекуваме... Тоа сакам да прашам, с оглед на тоа дека е своевиден туристички бренд веќе Галичка свадба. Колку гости очекувате, дали можеби очекувате и гости од амбасадите, с оглед на тоа дека и за нив ова е еден настан кој што немале прилика да го видат досега? Годинава председателот на владата на Република Македонија прифати да биде покровител на манифестацијата и да биде наш гостин. Доаѓаат повеќе представници на централна власт, на локална власт, представници на културно-општествен живот, доаѓаат традиционални представници на дипломатски кор,
Така да ова е еден настан кој привлекува внимание, така да лани, да речеме, за ланската галичка свадба, од New York Times, National Geographic, галичката свадба беше прогласена како најтрадиционален свадбен фестивал во Европа, така да очекуваме и доста странски новински екипи кои ќе го покријат настанот и на еден начин, освен галичник и галичката свадба, ќе се промовира и културниот живот и туризмот во целата држава во Македонија. Јас пак ќе се навратам околу галичката свадба. Тања веројатно била подготвена, ајде да кажеме, пошто потекло од галичник. Прашање за младоженецот, мене ме интересира тој чинот, еве тука пишува недела 10:15, бришење на зетот. Доби информации што и како оди. Значи ги добив и тоа ми е една од најинтересните нешто обичаи ми. Не, и мене ми е најинтересно. Обичаено, дали носиш брада? Еве да гледаме, имаш малку брада? Па, горе-доле да. Ја пушташ можеби специјално за моментот или? Не, немам, а така си одржаваме доста време. Јас кога ја правев мојата свадба, тоа беше еден од моментот во денот кој што, на пример, покрај свадбата ми остави посебен впечаток, па затоа символиката на тој момент бричење на зетот е порано, значи во стари времиња момците не се бричеле до самиот ден на свадбата и самото бричење представува промена од момче во маш. Да, сега е веќе маш. Што е интересно за годинава, ги враќаме обредните песни кои на еден начин се малку позаборавени. 25-30 години не се случуваат обредни песни. Подготвен е хор кој ќе биде исто така облечен во носи. При обредите китење на бајрак, бричење на зет, носење на невеста на 3 чешми, сето тоа ќе биде подкрепено и со хорот кој ќе ги изведува овие традиционални обредни песни. Ќе направиме обид, предпоставувам дека ќе сгрешиме и некој од возрастните ќе ни забележи. Да, ќе забележи, меѓутоа тоа ќе биде еден стартен момент, така да в година ќе се поправиме и Александра, колку сакаат да се мешаат тие повозрастни генерации кои што да речам се живееле на тие простори и меѓу другото се уште нивните сеќавања од едно време се поинакви од вашите. Еве на пример бабата на Тања, сигурно и таа никакви совети ќе даде и така натаму. Колку и како раскажуваат за тоа како се живеело порано на ова место? Значи за жал има многу малку останато живи од таа стара генерација која ја доживувала и ја правеле галичката свадба во оригинал, значи пред 50 години, така да меѓутоа повторно среќни сме што ете постојат се уште тие стари од кои ќе можеме ние младиве да купиме и да го пренесеме па сега на следнава генерација што доаѓа. За среќа, се тоа, сите оние обреди се запишани, постои сценарио кое горе-долу секоја година е стандардизирано. Меѓутоа, нели, има финеси, некои детали кои се разликуваат и викам дека враќаме во самите обреди, враќаме нешто што е долго време позаборавено. Вчера кога ја барав Тања, вели во Галичник сме учиме да јаваме коњи, се подготвуваме, го усовршивте ли тој дел и колку е тешко да се научи, не знам колку години имате, меѓутоа нели вела дека со такви работи се почнува многу поодамна, но еве како изгледа сега на оваа возраст? Еве, јас ќе кажам на кратко, па после нека се надоврзе сопругот. Јас како мала имам јавено коњи, меѓутоа сега за свадбата ја имам многу мал дел со коњот. Значи, он е главниот актер за коњите. Он ќе треба убаво да јава. Мислам дека пред се желбата беше голема и дека без проблем го совладав јавањето на коњи. Значи, ќе те видиме во едно гламурозно светло на настанот. Двајчека. Може би странските новински агенции, па може ќе добиеш и некоја филмска улога. Може, не се знае. И тоа е еден од најинтересните обреди во галичката свадба, таа коњица. Имаме повеќе од 10 коњи со коњаница кои така се вика тоа бодинаат низ галичник, галопираат, се еден вид атракција за публиката која ги крева на нозе. Инаку во сама организација на свадбава имаме некои
100 статисти што ќе бидат највеќето облечени во автентични галички носи. Има културно-уметничко друштво од околу 30 на учесници. Коњите, коњицата, ја спомнавме, има некои 25 редари, технички персонал кој ќе реализира озучување, расвета, пренос. Има луѓе кои се вклучени во протокол. Вкупно околу повеќе од 200 луѓе се ангажирани во сето ова што ќе се случува викендов. Да, грандиозен настан кој што дефинитивно голема одговорност и голема опрска. Да, голема обрска и за гостите кои ќе дојдат, и за учесниците, и за традицијата. И сега уште на крај да ве прашаме дали традиционално со стартувањето на галичка свадба почнува понатаму и галичко културно лето и председателот еден завршен збор да ни даде околу тоа што ќе се случува за сите оние кои што ќе сакаат да го посетат лето во Галичник. Да, во петок стартуваме со галичко културно лето, освен тоа што ќе се случува викендов, не смееме да го забораваме Галичник само за галичката свадба. Во Галичник се случува книжевна колонија, се случува ликовна колонија, потоа одбележуваме два верски празници, освен Петровден, кој ни е матичен, Света Петка на 8 август, потоа на еден специфичен начин го прославуваме Преображение, 18 кон 19 август, кога на 5-6 километри од Галичник, во шума, кај она старо црквиче Света Петка, каде што до пред 5 века и постоела првичната населба Галичник, се носат агрегати, се носи озвучувања, доаѓаат диџеи, правиме забава која трае од приквечерината на 18 до попладнето 19. Ноќта е посветена на помладата популација, утредента на 19 доаѓаат повозрастни не само од Галичник, туку и од околните населени места. Благодариме. Јас сега може само да им заблагодарам на гостите. Ова лето нема да дојдам, но ветувам дека на некоја следна галичка свадба ќе бидам присутен. Маријане, не само за галичка свадба, горе сме секој викенд, има што да се понуди, освен конјичкиот клуб, им може да се понуди возење на точаци, она хајкинг што го викаат. Во секој случај времето не гази, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Фала и на вас што не поканивте, ова беше да сте вечни, како велате, ете така. Да се ќердосат. Да се ќердосат, да.